Kopshtet e reja e të rinovuara dhe thirrje për familje me shumë fëmijë. Kështu e ka nisur vitin 2026 kryeministri Hristian Mickoski. Mesazhi që dëshiron të përcjellë është i qartë, se po krijohen kushte për kujdesin e më të vegjëlve. Утре ве поканувам во Скопско сопиште, исто така. Медиумите ги поканувам, се разбира. Отвараме исто така градинка и продолжуваме во периодот кој што следи. Кога на ова ќе се додадат и оние книги кои што ги добија прво деленците, дека семејството представува мајка, татко, сестра, брат и јас, тогаш јасно ги дефинираме политиките на оваа влада и во таа насока ќе продолжиме и во иднина да нели промовираме таков тип на политики. Mickoski edhe sot përsëriti se nuk ka frikë nga kritikat që ai mbështet politika të tilla. Политика која што подразбира брак, деца, затоа што тоа е иднината на државата и тоа е иднината на нацијата. Се останато представуваат вредности кои што со сиот ризик да бидам повторно критикуван, оваа влада не може да ги промовира. Односно, оваа влада ќе промовира секогаш просемени вредности за кои што мислиме дека представуваат основа и темел на една нација и една држава. Kryeministri disa erdhi më tani ka theksuar se nuk ka frikë të sulmohet për shkak të këtyre politikave. Këtë e përmendi për herë të parë disa muaj më herët. Нека ме нарекуваат конзервативен, заостанат, како сакаат нека ме нарекуваат, но ова мора да биде прв приоритет на оваа влада и на сите следни влади. А тоа е многу детните семејства. Забадијала ни се градинки ако нема деца. Забадијала ни се училишта ако нема деца. Забадијала градиме автопати и пруги ако нема кој да вози по нив и кој да се вози на нив. Përveç kopshteve dhe 6 trajtimeve in vitro të financuara nga shteti, për vitin 2026 janë paralajmëruar një sër masash për nxitjen e natalitetit. Ние како влада ќе продолжиме и понатаму да работиме. Ги охрабруваме општините да продолжат со ној проект, да речеме парцелизација за млади брачни парови, 1 евро и ослободување на комунали. Ние како влада ќе почнеме да го имплементираме поврат на даноци за мајките за прво, второ, трето плюс родено дете и така натаму. Këtë politik, Mickoski dhe qeveria e tij e bazojnë mbi të dhënat se për 5 vite ka një recesion prej 5.000 foshnjash. Nëse trendi i krizës demografike në vend vazhdon, për 20 vjet shteti mund të ketë më pak se 1 milion banor.